Кати некаде не? Да. Што кати не? Што да кати? Да, што ќе биде. Ето друго така нека. Само за тоа. Чекам дивите. Киса. Каде ова? Чекам дивите. Ова како да дадем почека. Значи пред да почнеме со чинот на осветувањето на камен темелникот, ќе прочитаме повелбата со која се дава благослов за осветување на камен темелот на овој свет храм. Повелба во името на Отецот и Синот и Светиот Дух. Ние, Тимотеј, митрополит Дебарско-Кичевски, денес на 28 февруари 2013 година, четврток, на празникот Свети апостол Онисим и преподобните Пафнути и Ефросина, го овластуваме протоерей Игор Никовски да изврши осветување и да положи камен темелник за изградба на параклис посветен на Свети Симеон Столпник во село Куратица, Охридско. Чинот на осветувањето се извршува во годината кога поглавар на Македонската православна црква е неговото блаженство архиепископот Охридски и македонски господин Стефан, председател на Република Македонија господин Ѓорги Иванов, градоначалник на општина Охрид е Александар Петрески, а парохиски свештеник е свештеникот Кирил Јовановски. Параклисот кој што ќе се гради по иницијатива на иницијативниот одбор во состав Борче Петковски, Тане Андоновски, Кире Божиновски, Горан Ангеловски, Гоце Јосифовски, Гоце Котевски, Раде Трајчевски и Славчо Јосифовски од село Куратица, како и со доброволни даренија од верниците при село Куратица и Охридско. Значи подпишана нова полба, митрополитот Дебарско-Кичевски и ова ќе се стави во шишето кој ќе биде за многу години. За многу години. Благословен Бог на седан и приснам и во веки веков. Амин. Царя небесни, души истини, жизни, сија исполнени со крште благи, жизни паметни привисени, очисти на секој скрини, спаси блажи души нашија. Святи Боже, свети крепки, свети бесмртни, помилуј нас. Святи Боже, свети крепки, свети бесмртни, помилуј нас. Святи Боже, свети крепки, свети бесмртни, помилуј нас. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и ниње и присно и во веки веков. Амин. Пресвета Тројце, помилуј на Господи, очисти ги нашите гревови. Владико, прости ги нашите беззаконија, свети посетени, исцели ги нашите слабости заради името Твое. Господи помилуј, Господи помилуј, Господи помилуј. Слава на Отецот и Синот и Светиот Дух и сега и секогаш и во вечни векови. Амин. Отче наш кој си на небесата, да се свети името Твое, да дојде царството Твое, да биде волјата Твоја како на небото, така и на земјата. Хлебот наш насуштен дај ни го денес и прости ни ги долговите наши, како што и ние ги проштеваме на нашите должници. И не воведувај ни во искушение, но избави на лукавиот. Зашто Твое царството и силата и славата на Отецот и Синот и Светиот Дух, сега и секогаш и во вечни векови. Амин. Пријете да се поклониме на царот нашиот Бог, пријете да се поклониме паднеме пред Христа царот и нашиот Бог, пријете му се поклониме паднеме пред самиот Христос нашиот цар и Бог. Господи, услиши молитвата моја, чуј го молењето мое, породитвата вистина, услиши ме породитвата правда и не стапуе во судство Твојот слуга, зашто пред Тебе нема да се оправда ниту еден од живите, непријателот те прогонува душата моја, го понизил животот мој, дори да земјата ме остави во темнина, како некој содамна умрен и опадна духот мој во мене. Се вознемери во мене срцето моје, се сетив на дамнешните дни и размислував за сите Твои дела, расудував за делата на Твоите раце, ги протегнав кон Тебе рацете мои, душата моја жедна за Тебе како сува земја. Услиши ме поскоро, Господи, духот мој малак се не одвраќај го лицето све од мене, за да не заприлегам на нешто слегуваат во гроб. Соопшти ми ја утрената милоства, зашто на Тебе се надевам, Господи, покажи ми го, Господи, патот по кој да одам, зашто кон Тебе вознесувам душата моја своја, избави ме, Господи, од моите непријатели, зашто при Тебе прибегнав. Научи ме да исполнувам волјата Твоја, зашто Ти си мој Бог, Твојот благ дух нека ме води по прав пат, заради Твоите име, Господи, ќе ме оживиш. Поради Твојата правда ќе избавиш од неволја душата моја, според милоста Твоја, истреби ги непријателите мои, погуби ги сите, кои измачуваат душата моја, зашто јас сум слуга Твој. Слава на Отецот и Синот и Светиот Дух, сега и секогаш и во вечни векови. Амин. Алилуја, 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 слава Ти Боже, алилуја, 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 слава Ти Боже, алилуја, алилуја. Алилуја, слава Ти Боже, надеж наша Господи, слава Ти. Да се помолиме на Господа. Господи помилуј. И за
спасение нашите души, да се помолим на Господа. Господи, помилуй. Свет за посолствените Божи църкви и за спинасите, да се помолим на Господа. Господи, помилуй. Души беше нашите митрополити, за все честно същество, луксердякоство, за си открир и стилуги, да се помолим на Господа. Господи, помилуй. За честивиот и Христовиот православен народ наш, и за християнство, да се помолиме на Господа. Господи, помилуй. За да помага и да погони под нощта негови, всеков неприятел и противник, да се помолим на Господа. Господи, помилуй. За сегрегат земя и стихли живеят молим се обера, да се помолиме на Господа. Господи, помилуй. И за мирни временя, да се помолиме на Господа. Господи, помилуй. За они, що плуват, пътуват, бредуват, страдат за забеите и за дивно спасение, да се помолим на Господа. Господи, помилуй. Господо, да погледа на ова место, избрано за дитегна църква, по слава на Неговото пресвето име и да го благослови Исус небесен благослов, да се помолим на Господа. Господи, помилуй. Да я благослови ова добра намера и дело на своите слуги. Да се помолим на Господа. Господи, помилуй. Да го благослови почетокот на темелите на ова градба и во слава Неговото име сречно да започне и без никаква пречка и успешно да завърши със силата и святия Дух, да се помолим на Господа. Господи, помилуй. На трудниците да го седим, да я даде успех и да я води работата му нашите ръце и да ги щити със силата, действото и благодата на пред Светия Дух, да се помолим на Господа. Господи, помилуй. За ова добро настояние на своите слуги, да им подари успех во секво доволство, преку силата, действото и благодата на пред Светия Дух, да се помолим на Господа. Господи, помилуй. Ова дело и на неговите извършители да им постави свой ангел чувар, да видливо да ги отстранува сите противнички напади на видливите и невидливи неприятели и во свет да му удари успех, мудрост за градба и сила за извършване преку силата и действото и благодата на Пресветия Дух, да се помолиме на Господи, помилуй. за да се избавиме от всяката гнев и опасност, да се помолиме на Господа. Господи, помилуй. Защо ни спаси, помилуй и запази ме со Твоята благодат. Господи, помилуй. Майкия представи чиста, преблагословена, славна, многонашлица, превъзсеквежда Мария, Пресвятая Богородице, спаси нас. за Христа Бога, да го предадеме. Тебе, Господи. И прилика всеква слава, чест и покори на Отца, истина и светло, сега и всекогаш и во вечни векови. Амин. Бог Господи, явися нам, благословен гради во имя Господне. О Господи, явися нам, Благословен гради во имя Господне. О Господи, явися нам, благословен гради во имя Господи. Боже, Творец и Создателу на се делото на рацете наши, кои го започуваме со Твоја слава, раководи го успешно со Твојот благослов и заврши го брзо со Твојата сила, зашто си единствен, всеможен и човеколюбив. Слава Отцу и Сину и Святому Духу. Ти си бил столб на трпение, ревнувајки на праоците, преподобен на Јова во страдањата, на Јосифа во искушенијата, живејки во тело на безтелесните сили. Отче наш Симеоне, моли го Христа Бога да се спасат нашите души.
i ninje i prisno, i vo vjeki vekov. Amin. Raduvaj se, Bogorodice Devo, raduvaj se, pohvalona sveta Selena, raduvaj se, prečista Majko Božja, blagoslovena. Помилуй ме, Боже, поради големата Твоя милост и заради големата Твоя довереност, згриши ги беззаконията мои. Многу пъти ме изби од моето беззаконие и очисти ме од мојот греф, зашто беззаконието мое го знам и мојот греф е секогаш пред мене. Пред Тебе единствениот сгрешив, пред Тебе злоизвршив, за да бидеш праведен кога ќе пресудуваш и да победиш кога ќе судиш. Ето ме беззаконија сум зачнат и во греф породи мајката моја. Но Ти ја засека вистината во срцето и внатре во мене ми ја објави непознатата и тајна премудрост Твоја. Пороси ме со Исуп и ќе бидам чист измин и ќе бидам побел од снег. Дај ми да чуем радост и весел, да ќе се изградуват коските пред славата Ти. Сврти го лицето свој гревовите мои, избриши ги сите му беззаконија. Создај чисто срце во мене, Божи, Духот се скоблива во мене, не отфрли ме од лицето свој, светиот Дух Твој не одземе го од мене. Дайте ми е радост да спасувајќи ме и со својот мокен дух зацврсти ме. Беззакониците ќе ги научам да одат по Твоите патишта и безбожниците кон Тебе ќе се обрнуваат. Избави ме од крвта Божја на моето спасение, јазикот мој ќе се зарадува на Твојата правда. Господи, отвори ја устата моја и устата моја ќе објави похвалата Твоја. Ти да сакаше жртва, јас ќе Ти ја принесет, но сепаленици не сакаш. Жртвата пред Бога е смирен дух, срце понизно и смирено Ти, Боже, не отфрлаш. Господи, направи му добро на Сион според благоволението Свое, воздигни ги зидовите Русалимски, тогаш ќе Ти бидат убени жртвите на правдата, вознесувањето жртвите сепаленици, тогаш на Твојот олтар ќе принесуваат телци. Изпрати ја благодата од небото, живото давче, и освети ја ова вода, и направи таа да биде очистување од сите нечистоти. Испрати ја благодата од небото, живото давче, и освети ја ова вода, и направи таа да биде очистување од сите нечистоти. Испрати ја благодата од небото, живото давче, и освети ја ова вода, и направи таа да биде очистување од сите нечистоти. Да се помолиме на Господа. Господи, помилуј. Боже, преславен очи на нашиот Господ Исус Христос, Ти единствен правиш чудеса на кои им нема број, Твојот глас е над многуте води, Тебе те видува водите и се исплашија, се вознемирија бездните и силно заклокотија мноштвото води, Твоите патишта се на морето и патеките се на мноштвото води, а Твоите стапки не се познават, и водите на Јордан ги освети со крштевањето на единородниот Твој воплотен син и со слегувањето на него на пресветиот дух во вид на гула, и Твојот отечки глас, ние недостојните Твои слуги сега смирено Те молиме и преколнуваме, испратија благодатта на пресветиот дух на ова вода и благословија со Твојот небесен благослов и очисти и осветија, и дари благодат и благослов Јорданов и сила со која ги очистува сите нечистоти и ги исцелува сите болести која ги прогонува демоните и сите нивни напади и стапици, и направи таа со силата, дејството и благодатта на пресветиот дух на сите Твои слуги кои со вера ќе ја пијат. Примаат и се покропуваат со неја да им биде за отпуштање на гревовите, за очистување на страстите, за прогонување на секое зло, за умножување на добродетелите, за исцеление од болести, за осветување благослов на домовите на секое место, за отстранување на погумните и разни злобни зарази, за освојување на Твојата благодат, зашто Ти благословаш секаде и се, Боже наш, и Тебе слава Ти вознесуваме со единородниот Твој син и со пресветиот благиот и животворен Твој дух, постојано сега и секогаш и во вечни векови. Амин. Мир на сите И духови Твоему. Вашите глави преклонете ги пред Господа. Тебе, Господи. Господи, преклони го Твоето уво и услиши ме Ти кои јорданските води ги освети со појавата на Твојот Христос и благослови на сите нас кои со преклонување на нашите глави изразуваме покорност и удостојни со примањето на оваа вода да се исполниме со Твоето осветување и таа да ни биде за здравје и на душите на телата. Зашто Ти си наше осветување, Тебе слава Ти вознесуваме со единородниот Твој син со пресветиот благ и животворен Твој дух, сега и секогаш и во вечни векови. Амин. Спаси Господи, люди Твоја и благослови достојание Твое. Победи се православним христијаном нашим,
нас опротивнија дарујај, и Твое сохрањај, крестом Твоим жителство. Спаси, Господи, људи Твоја, и благослови достојание Твое. Победи всем православним христијаном нашим, нас опротивнија дарујај, и Твое сохрањај, крестом Твоим жителство. Спаси, Господи, људи Твоја, и благослови достојание Твое. Победи всем православним христијаном нашим, нас опротивнија дарујај, и Твое сохрањај, крестом Твоим жителство. Во името на Отецот и Синот и Светиот Дух. Амин. Во името на Отецот, Синот и Светиот Дух. Во името на Отецот, Синот и Светиот Дух. Амин. Да се помолиме на Господа. Господи, помилуј. Господи Боже на нашите татковци, Тебе Ти беше угодно и пријатно излевањето на Елиот, кој што го излеја Јаков на каменот и кој откако го постави како столб го нарече Дом Божи. Те молиме, погледни сега милостиво на ова Еле и благослови го, освети го со свој небесен благослов и дај му сила со благодатта на Твојот пресвет дух, да Ти биде Тебе угодно и пријатно се што со него во Твоја слава ќе се помазува, светува и благословува преку милосрдието на Твојот единороден Син, со кој си благословен со пресветиот и благиот и животворен Твој дух, постојано сега и секогаш и во вечни векови. Амин. Господи Исусе Христе Боже наш, благоволи со страшното знамение и со силата на Твојот крст да се огради ова место во слава на Тебе, нашиот раснат Бог, и на Твојот безпочетен Отец и пресветиот Дух, и од Него нека остапи и се погубни од дјавол и сите непријателски сили. Зашто Твое могти и Твое царството и силата на великиот Бог и Спасител наш Исус Христос, постојано сега и секогаш и во вечни векови. Ајде еден помош за да го забиеме овдека крстот. Земете се. Долу беше големиот. Кога крстот беше утврден на земјата, се сруши, потполно уништи гордоста на ѓаволот, а човекот некогаш отврлен повторно влегува во рајот, затоа нека е слава на Тебе единствениот Бог наш, зашто таква била волјата Твоја. Брзна заштитата и силен во помошта, јави се и сега со благодата своја, и благословувај Ти, укрепи и успешно заврши го делото на Твоите слуги, зашто како се можен Бог можеш да правиш се што ќе посакаш. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, И ниње и присно и во веки веков. Амин. се воспеа на Богородице како страшна и сигурна застапница, не презирај ги благодат на нашите молитви, утврди го православното жителство, спаси го нашиот православен народ, кому си заповеда да владе и подај му победа, бидејќи си го родила Бога единствена, благословена. Да се помолиме на Господа. Господи, помилуј. Боже, Вседржителю, Ти кој преку Мојсеевиот жезал го пресникува шестниот изјачен крст на утврдиот Твој Син, наш Господ, наш Исус Христос, самиот Ти благослови го ова место со силата и дејството на честниот и утврдено крстно дрво, за кој си го снабдил со изгубањето на честна крв на Твој Син, за прогонување на демони и разврсе непријателство. Пази Ти го ова место и они што тука ќе служат неповредени од никакво зло, преку молитвата на преславната наша Богородица и секогаш Дева Марија и Светиот Симеон, душо се благослови и се прославното царство на Отца и Сина и Светиот Дух, сега и секогаш и во вечни векови. Амин. Колку се мили Твоите живеалишта, Господи на силите, копне душата моја, сака Ти да е во Господовите дворови. Срцето мое и телото мое со радост се стремат кон живиот Бог
и птичката си наоѓа живеалиште, и ластовичката гнездо каде што ќе ги положи пилињата своји, а јас при олтарите Твои, Господи, населите. Цару мој, Боже мој, блажени се оние кои живеат во домот Твој, тие постојано Те фалат, блажен е оној човек кој заштитува бара кај Тебе и во чие срце се патиштата Твои, преминувајќи ја долината на плачот, ја наоѓаат извори во неа и дождот ја покрива со благослови, минуваат од сила во сила, се јавуваат пред Бога на Сион, Господи Боже на силите. Услиши ја молитвата моја, послушај, Боже Јаково, Боже заштитнику наш, погледај и види го лицето на Твојот помазаник, зашто еден ден во Твоите дворови подобар отколку 1000 дни надвор, повеќе сакам да бидат на прагот пред Божиот дом, отколку да живеат во населбите на грешниците, биејќи Господ Бог сака милост и вистина дава благодат, и слава Господ не ги лишува од блага оние што одат непорочно. Господ на силите, блажен е оној човек кој се надева на Тебе. Господи Исусе Христе, Сине на живиот Бог, блесок и обличен на безпочетниот Отец и живот увечен. Ти кој си крај аголен каменот пред чистата дествена гора, без рака нам отсечен и непоколеблив темел на својата црква, Ти со прелевањето на својата честна крв ја основа црквата и со смртта ја подигна, со воскресението ја заврши, со вознесувањето ја благослови, а преку симнувањето на Твојот свет дух ја освети и ја распространи. Тебе сега смирено Ти се молиме, испрати ја благодата на Твојот свет дух и благослови го поставувањето на овој камен и сиот темел на оваа градба во слава на Твоето пресвето име и во слава на преподобен Симеон Столпник, и Ти кој си Алфа и Омега, почетол и крај, кој прекрасно си создал, биди почеток, напредок и завршување на ова дело. Благослови ги и основателите и работниците, и помогни го делото на нивните раце, и се што е потребно за зидање и завршување на овој храм, изобилно умножи го со Твојата божествена промисла, да храмот да биде совршен и исполнет со Твојата слава, и во него да се прослави пресветото и велико име Твое, заедно со Отецот и пресветиот Дух, постојано сега и секогаш, и во вечни векови. Амин. Се благословува овој камен преку покорпувањето со оваа света вода за непоколеблив темел на храмот кој се гради во името на Отецот и Синот и Светиот Дух. Амин. Се положува темел на оваа црква во слава на великиот Бог и Спасител наш Исус Христос, во чест и спомен на преподобен Симеон Столпник, во името на Отецот и Синот и Светиот Дух. Амин. Вака ќе го ставиме. Маслото. Прочитай и излема. Вишниот е основава црква и Бог е средина и таа ќе се придвижи Бог и помага секој утро. Дека е благословено одбележано ово место за дом молитвен во чест и слава на Бога, прославуваме Света Троица, Отецот и Синот и Светиот Дух. Амин. Амин. Станувајќи наутро Јаков и земајќи го каменот, кој го беше ставил под главата своја, направи од него столб, излевајќи ли преку него рече, Господ е на ова место, јас не знаев, страшно е ова место, не ова туку домот Божи, и ова се вратите небесни. Алелуја, алелуја, алелуја. Во името на Отца и Сина и Свети Дух, сега секогаш и во храми, Славите негови се горите, свети Господи, и сака портите сионски повеќе се насоби знакова, граде Божи, преславно се зборува за Тебе, ќе ви спомнам на оние кои ме знаат, за Раав и Вавилон, ете другоплемениците и Тири, луѓето од Етиопија, и тие се родија таму беа. За мајката Сион ки речат тој човек се роди во него и самиот Себешни го зацврсти, кога ќе се пребројуваат народите и кнезовите, Господ ќе напише, сите досега таму се роди, оние што пеат се радуваат, пеат и велат, сите наши извори се во Тебе настојателот, кога ќе го помине првиот дел од темелите, од северната страна се завртува кон север и кога ќе заврши псалмот и ѓаконот ќе рече да се помолиме на Господа. Господи Боже. Седем и молитва, се ще ви се, Тебе не може да го да смества, да имаш пак и поштено славине, за Твето пресно име, и пријојќи ти си да те молиме, Твоето се поруче, благослови го Тебе од новиот свој храм и неговата градба, не труди го во својата сила и направи го непоколебив и неразличив во славата на Тебе гине од Божена Троица, да слава Бог Отец и Свети Дух, посредно сега и секогаш и во вечни векови. Амин.
Ако Господ не ја изида куќата, залудно ќе се трудат градителите на изини. Ако Господ не го запази градот, залудно ќе тие стражата. Залудно вие станувате рано, доцна легнувате тие што го јадете лебот уморни, на оние кои он ги сака ним дава сон. Ете наследството Господово се синовите, дарот него е породот, понешто се стредите во раката на силниот, тоа се младите синови. Блажен оној човек кому му исполнот тегарчик од зонив, тие нема да се засрамат кога ќе зборуваат со непријателите своји пред портите. Да се помолиме на Господа. Господи, помилуј. Господи Боже наш, чие име се слави од исток до запад и со својата божествена промисла го избра ова место за свое живеалиште и сега смирено ти се молиме, спрати го небесниот благослов на него и благослови го почетокот на оваа градба и зацврстија и успешни доведи ја до крајот, бидејќи ти се правиш за корист на душите наши и тебе слава ти вознесуваме на Отца и Сина и Светиот Дух сега секогаш и во вечни векови. Амин. Отецот и Синот Да се помолиме на Господа. Господи помилуј. Господи Исусе Христе, Боже наш, ти од југ си дошол за наше спасение, од приосенетата девствена гора како светлина се јави и со луѓето поживеа, те молиме. Погледни милостиво на храмот кој од страна на ктиторите започнува да се изградува во Твојме и благослови ги во се и дарува им сила и крепост и снага и изобилие со здраве и во се успех за завршување во Твоја слава на започнатото дело, зашто Ти си Бог на милоста, добрените на човеколюбието и Тебе слава Ти вознесуваме со безпочетниот Твој Отец, со пресветиот благиот и животворен Твој Дух, сега и секогаш и во вечни векови. Амин. Господу помолим се ја. Господи помилуј. Господи Боже наш, Ти си благоволил на ова место и новој поставен во Твое име благословен камен да основаш црква, самиот милостиво примајки го на кој Твоите од Твоето Ти пренесува, врати им со изобилие на Твоите небесни и земни добра, за завршување и прославување на храмот изграден за Тебе, во чест и спомен на преподобен Симеон Столпник и на сите кои придонесуваат и помагаат ова црква да се доврши, дари им телесно здравје и душевно спасение. Работниците укрепи ги, пазејки ги неповредени од било какво зло, овие темели запази ги неразрушливи, непоколебливи и овој Твој храм брзо приведи го кон крајот, да во него постојано со пофални песни, славословие и бескрени жртви, да те славиме и величаме Тебе, единствениот истински Бог наш. Зашто Тебе Ти прилега секаква слава, чест и поклонение на Отецот и Синот и Светиот Дух, сега и секогаш и во вечни векови. Амин. Мир на сите И духови Твоему. Пак и пак, преконувајќи ги колената со сета умилност, да се помолиме на Господа. Хајде сега, кој може? Те фалиме, Господи Боже на силите, Спасителе наш, бидејќи според својата голема добрина човеколюбие го избра и освети ова место и го постави на него темелот за зидање на црква во слава на Твоето пресвето име од страна на нас недостојните Твои слуги. Смирено те молиме, преклонувајќи колената на душите и телата наши, благослови на ова место да се направи жртвеник за принесување на бескрвната жртва на пресветото тело и честната крв на Твојот Христос, во слава Твоја и за спасение на нашите души, како и храмот, така и овој жртвеник, кој сега добива почеток со својата божествена сила, приведи го до успешно завршувањето во него и на него, се до крајот на светот да го славиме Твоето пресвето име, да ја принесуваме и извршуваме постојана и без никаква пречка Твојата бескрвна и словесна жртва од правоверните Твои слуги, зашто Тебе се ти е можно и Тебе слава Ти вознесуваме, со денородниот Твој Син и со пресветиот и благиот и животворен Твој Дух, постојано, сега и секогаш и во вечни векови. Амин. Помилуј Боже, според Твојата голема милост се молиме, че ни помилуј. Господи, Господи, се молиме, Господ наш Бог да не души и гласа нашето молење и да го благослови делото на вечната се и вечен стигот да се молиме за Божите ктитори, Борче, Тане, Кире, Горан, Гоце, Раде, Славчо и сите присутни, слава Божие да на здравје, спасение и достигнете греови, Господи, помилуј. се молиме за Господи, ангел, чувар, Господи, да речем сите, Господа, услиши и помилуј. Господи, помилуј. Услиши Господи, способен надеж на сите краишта земни,
и на оние недолечени и милости биди Господи, ни нам грешните и помилуй и титулите на овој свет храм, наша сигурност и вичност Бог и тебе славата засоме, и на Отца, Сина и Свети Дух, постојано сега и секогаш и во вечни векови. Амин. Премудро, Отче, благослови. Христос вистинскиот Бог наш, по молитвите на света пречиста Мајка, на светите славни сефални апостоли, на светиот Отец наш Никола архиепископот Меликиски чудотворец, по молитвите на светиот апостол Онисим, че спомененес го празнуваме, по молитвите на преподобниот Симеон Столпник и по молитвите на преподобните Јоаким Јане, на сите свети да не помилува и да не спаси, како добар и човеколюб. Амин. Наши Господи Исусе Христе Боже наш, помилуј нас. Амин. Во името на Отецот и Синот и Светиот Дух. Амин. Браќа и сестри, можете сега да ги изгаснете свеќите, затоа што еве ние четворица свештеници денеска со благослов на владиката Ебрско-Пичевски Тимотеј осветиме, положиме камен темелник за оваа црква, Параклис, кој што биде посветена Свети Симеон Столпник. Благодариме на сите што имавте убаво трпение, нели, бидејќи кога одборниците иницијативниот одбор кој дојде кај нас во Митрополија, нели, да побараат благослов и не прашаа колку ќе трае овој чин, ние рекоме околу 20 на минути, ме испадна 40, а сите вие, нели, добро учествувате во сето тоа. Молитвите беа фалово на Господа, нели, на македонски јазик, слушнавте зошто се молиме и како се молиме, нели. Се молиме за здравје, за спасение, за напредок се молиме. Господа ни дарува затоа што тие работи, браќа и сестри, делумно лежат во рацете на луѓето, бидејќи нели човек кога работи, кога е трудолюбив, му дава Господ има, ама делумно лежат тие работи и кај Господа, како што мисли за здравјето. Може човек да биде многу трудолюбив, ама пак ете да има некакви проблеми со здравјето. Меѓутоа храмот Божи, браќа и сестри, како овој што ќе почне од денес да се гради, е место во кое што ние доаѓаме, нели, најчесто да ги поделиме најпријатните мигови од животот. Кога ќе ни се роди дете, го кршеваме во црква, нели, радост е голема, па кога ќе ни порасне детето, ќе го венчаме, дали ќе биде машко или женско, нели, ќе го венчаме уште поголема радост, нели? Но некој пат влегуваме во храмот и знаете што, кога ни е потребна помош од Господа, кога ни е потребно да ни помогнеме некој дело кој што е богугодно. Затоа, браќа и сестри, денеска нови иницијативен одбор кој што го спомнавме на Борче Петковски, на Таня Андоновски, на Кире Божиновски, Горан Ангеловски, Гоце Јосифовски, Гоце Котевски, Раде Трајчевски, Славчо Јосифовски и сите вие што сте тука од Коратица и другите дојдени. Господ здравје да ви дарува. Новие пак од иницијативниот одбор и да им помага во делото што ќе се гради овдека, да даде Господ побрзо да се заврши и натре молитвите Господ да ги слуша најпрво. И преку молитвите на Свети Никола, на Свети Климент Охридски чудотворец, на Свети Наум, здравје, радост и добрини и убави да ни дава. Нека ја за многу Бога. Ево денес овде собрани во селото Кладица, а сите сме собрани со исти чувства, исти желби за почеток и изградба на нов Параклис или црквиче мало. И благодариме на сите овде што се собрани, Господ да сите да им поможи, да им даде прво здравје, напредие и успех. Нека е честито и благословено ова дело кое денеска почнавме и се надеваме во побрзо време ќе го завршиме. Нека е честито и благословено од Бога сега и секогаш во вечни векови. За благодени. Абе одавде можеш да си излеват одма луѓе, кои си забравени. Ќе направам нешто тука. Тука може да долу ќе има сега. Што реколе постарите и гостите долу ќе да 40 души во деско после сите ќе седиме. Што сите има? Добро, нека опикам таму. Нека става убаво. Важно да е покриен. Покриен ќе да. Деши да се движи. Оши што може да се движи. Дела да се во првата. Не ти. Ајде. Кога така? Добро. То на кој да се рамне згоре.
Koliko go završi dolu? Prste ga. Bila ne biti ga snimat, bro. Koji hristijan? Da, kad sam drži gdje, nekam. Daj sveće Znaš je zapaljen jedno. 3-4 zapalji nakon ovako tu. Babuš ne te stigavne. Babuš čekaj. Da odam i ja sam i ostanite ovdje. Nije, ću ostanite poslije. Gura neko spustimo. Toliko nakon. Ne znam neki okopnu. Ne, nema da
Отче наш, koji si na nebesih, svetlo neka tvoje, da dođe carstvo tvoje, da bude vola tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Ispusti mi dolgovite naše, tako što im proštevamo naše potožnice. Slobodili nego iskušenje, tako izbavimo. Насочен на него денес и прости ги долговите наши, како ние што ги проштаме нашите должници и не воведуј во искушение, но избавени од лукавиот. Слава на Отецот, Синот и Светиот Дух, сега и секогаш во вечни векови. Амин. Господи помилуј, Господи помилуј, Господи помилуј. Отче благослови. Господи се Христе Боже наш, благослови го овој деципиње кој пренесено во слава и чест на ставање камен темелник на новиот храм посветен на Свети Симеон Столпник. Умножи го ова село по нашата земја и во целиот твој свет сега секогаш и во вечни векови. Амин. Пријатен ручени. За ова сега честно нека. На свадби за